Почитувани, владата на СДС расипнички се однесува со парите на граѓаните. Владата на СДС ги троши народните пари на луксус. Парите за покачување на пензиите ги нема, но има за лешници. Пари за покачување на просечната плата нема, но има за морски плодови. Пари за зголемување на пензиите од 5% нема, но има за саксии и цвеќиња. Да, почитувани граѓани, пари за луксус има, но не и за вашите потреби. Шеќеринска без грам совест и срам ќе потроши 5000 евра од парите на граѓаните за набавка на лешници, бадеми и фастаци, за потребите на нивната трпеза во Министерството за одбрана. Шеќеринска ќе потроши 5000 евра за апетисани, а владата од буџетскиот ребаланс крати неверојатни 1,5 милиарди денари од буџетот за образование. Да, почитувани граѓани, владата скрати 1,5 милиарди од образовните мерки и проекти, за да ослободи за луксузирање и набавка на скапи јадења кои ќе се најдат на трапезите во владата и министерствата. Лицемерието на СДСМ е безкрајно. Пред само еден месец владата изврши набавка од висина од 400.000 денари за октоподи и други морски плодови. Пред една недела Димитров објави оглас во висина од 5000 евра за набавка на цвеќиња за Министерството за надворешни работи. Денеска гледаме како Шеќеринска врши набавка на апетисани. Набавка по набавка, владата троши големи суми народни пари за лични комоции и луксус и го крати секој можен денар за развојните проекти почнати од владата на ВМРО ДПМН. Граѓаните гледаат дека СДСМ се крајно лицемерни и никогаш не работеле за нивното добро. Младите беа лажени од Заев, Шеќеринска, Десковска и Богоев дека ќе бидат на првото место и дека ќе инвестираат за подобрување на образовната инфраструктура. Сега можат да видат дека додека се кратат пари за изградба на студентски домови, се набавуваат скапи јадења за трапезата на Заев и неговата екипа. СДСМ се што вети на младите излажа. СДСМ во првите 3 месеци од СДС крати развојните стапки во буџетот и одвојува пари за скапи јадења и луксузирање. Граѓаните ќе го казнат СДС за ваквото расипничко трошење на нивните пари на предстојните локални избори на 15 октомври 2017 година.